МВР од утринава врши претрес во кафе-барот Класик, кој е во собственост на Дејан Јованов, газдата на дискотеката Пулс. Токму овој кафе-бар беше демолиран од револтираните жители на Кочани по трагичната несреќа во која загинаа 59 лица. Исто така од вчера во полициска станица беа повикани сопругата и ќерката на Јованов, со што се проширува истрагата за оваа трагедија. Истражни органи пак на јавното обвинителство извршило претреси за прибирање документација во врска со трагичниот настан и во Државниот пазарен инспекторат во Кочани и Виница. Постои една заедничка акција и работа помеѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство, кое што резултираше со 34 обезбедени лица кои што имаат и најмал сомнеш за поврзаност со овој случај, но ќе повторам, тука нема да застанеме, случајот ќе се проширува, но исто така јавноста е чувствителна и на некои случаи од минатото кои што ќе треба сега да видиме, да почекаме јавното обвинителство дали има амбиција и тука да констатира некои неправилности од минатото. Од СДСМ повторно обвинуваат за селективност во истрагата и прашуваат зошто не се опфатени и актуелни функционери поставени од ВМРО-ДПМНЕ. Логично се наметнува прашањето зошто актуелниот директор на Државниот пазарен инспекторат Владко Стојковски не е опфатен со истрагата. Иако веројатно носи дури и поголема одговорност за надзорот врз објектот Пулс во периодот пред и за време на кривично-правниот настан. Мицкоски ваквите критики ги отфрли и ги оцени како паушални политички квалификации, во однос пак на најавениот мораториум на угостителските локали, но и на државни објекти. Тој рече дека ќе им биде дадено време колку што им е потребно за да ги исправат недостатоците. Па тие нема секако да работат во тој период, туку тој период ќе го искористат за да ги отстранат недостатоците. Затоа што ова не може да се претвори во преки суд, затоа што нешто што е 3 децении и повеќе погрешно направено, ние за 9 месеци се обидуваме да го канализираме и да го ставиме во ред. По досега извршените инспекциски проверки на локалите беше утврдено дека голем дел од нив не ги исполнуваат безбедносните и критериумите за работа.